брат, прај. Ти гриза козата? И се спие. Јас појма нем шо е ова. Видете колко е чудово. Кај носи мостов. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Продолжуваме од претходниот влог, ова е ден 3 и ден 4 од Охрид. Денеска конечно, ако го гледавте претходниот влог, знаете дека зборев дека го чекам ова, да биде времето убаво. Конечно, ваѓа денеска не послужи времето. Денес одиме Светинаво Митропејц. Тоа ни во план, па ќе видиме како ќе завршиме вчера. Минатиот влог ни Вевчани не беше во план, па завршивме во Вевчани, така да ќе видиме денес како ќе завршиме. И тоа, се спремивме полека и се излегуваме авантурата за вториот влог. Може да почне. Сега пешачиме по ова. Ако после овој трип ја не набијам кондиција, не знам кога ќе набијам. Зашто само негде одиме, само негде се качуваме, само негде пешачиме. Малку по малку пешачиме бајаги секој ден. Ова шо ги бараме усвари изворите, зама чиви извори за тоа. На Црн Дрим. Ова сме тука на пола пат изгледа. Ова е кај црквата Света Богородица. Не знам дали на камера можам да ви доловам колку е ствари тука некако зелена и убава водата. И гледај колку е ствари чиста. Зашто тоа е доле скроз под водата ова што гледате. Многу е чиста скроз. Све се гледа доле шо има. Гледај кај стигнавме. Гледај каква е бојата на ова, бре. Стварно не знам на камера колку се доловува, али гледате бојава каква е. Здраво, дали си добар? Кажи здраво, брат, прај. Како ние на Майнкрафт што прават вилиџерите. Зашто прават? Ето уште едно. Кај сте бе ви? Кај сте бе ви? Ти гриза козата? Следна локација Трпејица. Да ви опишам колку папсавме. Тоа кај Светинаво по тоа изворите што шетавме. Мислам не утепа најмногу. И сега тука ова колку е надолно и нагорно и све. И више немам сила за ништо. Одиме нешто да јадеме. Саатот е више 5:30. А искочили сме кој знат кога. И јадеме и си одиме дома и ставаме крај на денот. Стомаци полни, најадени. Сега може веќе на ке дома, зашто вака не се одеше на ке дома. Бевме во Минами. Храната и све беше супер. Само патов навака ваljda единствен пат тој што ни го даде нас. И беше доста стрмен и доста кривиништа и свашта ужасни. Али стигнавме и сега тука ваljda го завршуваме дома денот. И не се спрема за идисонце, одиме полека нека дома и тоа е тоа. Се гледаме со последниот ден са бајле. Добро утро и добре дојдовте во последниот ден од овој влог. Денес е најмрзливиот ден од сите. Зашто вчера се сфорсиравме, се испозморивме и више денес не се прави ништо. Али секако не планираме да си одиме одма дома, тука планираме да си одиме да стигнеме пример навечер дома. Сега ќе одиме да јадеме во Тино, го ловиме макалото што тогаш премногу ни се свигаше последниот пат кога бевме Охрид. После тоа најверојатно ќе се упатиме нека дома со тоа што пред да стигнеме Скопје ќе посетиме уште 3 места од мапата ваljda. Ќе видите кои, не ви откривам сега. И тоа. И се спие. Дали вас ви се спие кога гледате ово видео? Како ви се спие? Ајде одиме. Еве го светото нешто. Пристигна и светото, второто свето нешто. Најубавата лазања. Најадени, со куфери позади нас, со све фул. Се собравме и од апартманиот све и сега се упатуваме накај селата. Сите села. Полека да си фатиме тоа сега кога ние накај Скопје, така да одиме да посетуваме и да гребеме нови места на мапата. Океј, ако мене ме прашате кај сме, јас појма нем шо е ова. Првото место за гребење денес ни е
Арбиново. Арбиново е село. Океј, само што ќе почнам да се чудам дали воопшто има жители местово, затоа што сите куќи се онака стари, али мене целата архитектура од многу давно многу се свиѓа. Помислив дека во селова нема жители, али изгледа има, зашто видовме еден дето и не знам дали има други. Тука дојавме ствари до некој изворче, сега ќе се напуниме водичка со надеж дека се пие водава и за сите што можеби се прашуваат, можеби не, Арбиново е ова. Помеѓу Света Софија, Охрид и Крушево тука на мапата. Божи рај! Според Google Maps имаме патека од 9 минути пешки до пештера пешно. Секогаш само сум го гледал по слики, ова е прв пат да доаѓам навака, прв пат да ја поседам пештерава. Искрено едве чекам, гледам дека е огромна дупка и едве чекам да се приближиме уште. New York Times е имало. Срам ми е дури што не знам, срамота што не знаеме. Затоа целата нова плюс со мапа што го правиме да ги истражиме сите места што не ги знаеме, што не сме ги виделе и да научиме нешто повеќе за нив. И да знаеме во оваа наша држава што имаме и што е како е. Сестра му на Крале Марко се викала Пешна. Ево иначе патеката до Пешна како личи, баш е убава и за разлика од повеќето места каде што одиме што патчињата не се баш направени, ова баш е добро средено и пристапно и све. Пристигаме. Има и клупи таму за седење. Човек, видете колкава е чудово. Видете колкава е чудово. Кај носи мостов. Дали ќе се качиме скроз таму горе? Теја и Пешна. Гледајте колкава е, само дали ги успееме некако да се искачиме. Има ли ехо? Има него како. Ова била таа куќата валјда што била изградена за Пешна или што била именувана по Пешна или како и да е. И сега се пак качуваме по некои вакви патчиња со надеж да дојдеме да го видиме тој поглед што уствари познат за местово, али е малку тешко. Местово е луѓе огромно, значи. Не знам дали сите што гледате видео са биле и веќе ви ова видено, али мене ова ми е преако. Еве го погледот натака. Најдобрата слика што успеав да извадам од местово е ова, што мислам дека е доста солидна. Мене ми се допаѓа, отиде на сторија, кој ме следи веќе ја видел. Толку се збагуваме со Пешна, ако некој случајно не бил, ова е местото што дефинитивно мора да го посетите, да го ставите на листата што поскоро, затоа што стварно е пребава и стварно делува нереално и дури глава боли колку е огромна. Не знам дали можам да ви доловам ако не сте биле колку е големо местово, али стварно е многу и знам дека веќе многу пати го кажав тоа, али преголемо е местото. Сега ништо се враќаме на кола и имаме уште едно место за посетување. Before we call it home. Ако добро израчунам, ова беше 10-то изгребано место овие 4 дена, така? Затоа што изгребавме, имавме план до Охрид да гребаме 7, изгребавме уште едно, тоа беше Вевчан и 8, изгребавме Арбиново и Пешна, тоа се 10 и сега ходиме на 11 изгребани места на мапата за 4 дена. Тоа се премногу. И еве сме после долг пат конечно во Кнежино и тука не пречекаа жителите на Кнежино. Кажете здраво, господине, некултурно да се чешеш кога јас те прашувам. Кажи здраво. И уште еден господин таму. Не се нешто зборлесли, нешто посебно, но се упатуваме сега малку да шетнеме тука, иначе патот беше ужас нагоре. Беше многу долг. Буквално од Пешна до Кнежино возевме цел саат. Еве ги другарите одат по нас. Еве ги кукичките какви се. Види ова какво е црвено. Ова ми е многу јако. Да ви покажам што све изгребавме овие 4 дена. Овие 2 влога ствари. Пешна, Кнежино, Арбиново, Света Софија, Антички плавшник, Самуилова, Вевчани, Струга, Радожда, Трпејца, Светинаум и Галичица. Значи, гледайте мапава што стана, овие никој не бе изгребани. Сега веќе се наближуваме у Скопје, кои не сме веќе у Скопје, така да ќе завршам овој влог тука, нема веќе што да се снима. Се враќаме конечно дома, продолжуваме и со снимање, и со стримање, и со све јако, што е можно почесто и толку. Да не го должам кој што знам аутрото. Фала ви што гледавте ова видео. Доколку ви се допадна, ставете лайк и не забравяйте да се субскрабите на овој канал, а и на другиот мој втори канал. Ако не знаете дека имам втори канал, стримам многу често. Имате линк доле и ние се гледаме следното видео. Чао!